зборуваме за Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Ани? Да, зборуваме за културното и книжевното наследство кое што го има нашата Македонија. Наш гостин во студиото е Јовица Никчевски, директор на Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Скопје. Добро утро, добро дојдовте во емисијата. Добро утро и на вас, добро утро на вашите гледачи. Ви благодарам на поканата. Ова е една вистина огромно богатство за нашата држава. Имаме со што да се гордееме. Апсолутно, да. Значи во фондот на библиотеката се наоѓа културно наследство од исклучително значење. Тоа е некој пандам на прва категорија од културно наследство, така да дефинитивно и тоа како имаме со што да се гордееме. Поседуваме ракописи од 13-тиот век, тоа се словенски ракописи, уникати, и тоа представува една гордост за нашата институција. Поседувате, како што рековме, публикации од непроценлива вредност. Кои би ги издвоиле како најголеми, највредни? Да, како што веќе спомнав, значи согласно она што го поседува библиотеката, ние поседуваме 11 збирки кои што се веќе прогласени културно наследство. Од тие 3 збирки се прогласени за исклучително културно наследство, односно како што веќе напоменав, прва категорија на културно наследство. Од таму би ги издвоил словенските ракописи, потоа би ги издвоил старопечатените и ретките книги. Како што веќе знаете, ние минатата година, поаѓајќи од фактот на старопечатени и ретки книги, направивме едно фототипно издание, односно едиција на фототипни изданија, и дел од тие наши културни, да кажам, наследства беа фототипно издадени. Како што се тројазичниот речник на Пулевски, кој што лани бележеше јубилеј од 150 години. Потоа беше објавено за македонските работи, исто фототипно, тоа се сето прогласени културно наследство. Направивме фототипно издание од Абецедарот, кој што нели беше наменет за децата од Егејска Македонија, и од тоа се едни од највредните работи што ги поседува библиотеката во моментов. Вие почнавте, Ани, само морам да прашам, почнавте еден проект лани за аудио книги. Да, да. Како се бираше, значи, листата на тоа кои книги ќе бидат? Националната библиотека, меѓу другото, примарна дејност и е заштита на културното наследство. Сега, нели, најмодерното, веќе модерните услови бараат заштита на тој начин што ние сето тоа ќе го дигитализираме. Значи, ќе го дадеме да биде јавно достапно на нашите корисници, меѓутоа заштита е дигитализација. Со таа цел, водени од таа цел, ние почнавме еден проект на аудиокниги, односно да снимаме аудиокниги во рамките на нашето студио, во нашите простории се снимаат. Лани за прв пат го започнавме тој проект и изборот падна токму на Крсте Петков Мисирков на македонските работи. Морам да кажам, книга која што е релативно тешка за читање, која што изобилува многу со историзми, анархизми, така да избор правевме по јавен оглас, пуштивме јавен оглас, беше наменет за студенти и добивме добар наратор, морам да честитам, од филолошкиот факултет. Мислам дека не е професионалец, значи, да, апсолутно не беше професионалец, да. Идејата беше да анимираме и да привлечеме што е можно повеќе студенти. И морам да честитам, мислам Лина Станоевска се викаше избраничката, дека феноменално го сработи проектот и за скоро време аудиокнигата ќе биде веќе ставена на нашата платформа, Дигитална библиотека на Македонија. Библиотеката се трансформира преку дигитализација, споминавте и вие, тука и вештачката интелигенција. Апсолутно, да. Вештачката интелигенција е веќе нешто за што се разговара во светот на големо за имплементација. Како и останатите институции и организации, така и ние веќе минатата година на годишното собрание на ЦЕНАЛА во Шкотска, кое што се одржа, беше јасно искажана потребата од имплементација на вештачка интелигенција во библиотеките. Односно, имплементација на вештачката интелигенција во обработката на библиотечниот материјал, во каталогизацијата. На тој начин ние, доколку би успеале да вметнеме вештачка интелигенција, би заштедиле на некои 40 библиотекари кои што во моментов ги немаме. Веќе некои држави, големи национални библиотеки го работат тоа, како што е Германија и Турција. Во моментов имаме договорен состанок во Турција со земјите од Југоисточна Европа на тема имплементација на вештачка интелигенција. Односно, земјите од Југоисточна Европа да донесеме на некој начин стратегија како ние би ја вклучиле вештачката интелигенција во нашите библиотеки. И сега, бидејќи тука веќе Турција е во понапредна фаза, Бугарија веќе нешто пробува да имплементира и Грција, Македонија ќе треба моце да се усогласи со нив и да ги презееме веќе нивните искуства во примена на таа вештачка интелигенција.
Кога сме веќе кај вештачката интелигенција, можам да напоменам и дека започнавме еден проект со Финки, со проектот, како што знаете, се вика веќе е познат на јавноста Везилка. Тука Македонската национална библиотека треба да даде дигитализирани материјали, односно дигитализирани објекти со цел да го наполниме интернет просторот со македонски јазик, односно со македонска кирилица. Бидејќи вие кога ќе имате примена на вештачка интелигенција, вештачката интелигенција влече податоци од она што го има најмногу во етерот. Македонска кирилица за жал многу малку има во етерот. А младите сакаат да ја користат вештачката интелигенција и се разбира нашата кирилица. Апсолутно. Инаку можеме да се пофалиме дека во однос на дигитализацијата Националната библиотека поседува над 1 милион веќе издигитализирани библиотечни објекти. Така да тоа е солидна бројка, меѓутоа голем дел од нив не се јавно достапни поради авторските права. Тие сите поседуваат авторски права, она што е ослободено од авторски права е ставено на нашата платформа dlib.mk и може јавно да се погледне. Во меѓувреме исто можам да кажам дека спремаме и ќе лансираме за најскоро време уште една платформа со дигитализиран материјал. Платформата ќе биде весници.mk и таму е идејата да ги ставиме сите весници што се од Македонија и кои што ги поседува Националната библиотека. На таа тема имавме разговор со собствениците на Вечери на Нова Македонија и имаме расположение да ги добиеме авторските права, така да за скоро време ќе ги имате јавно достапни сите весници. Огромно богатство наистина. Како се може да се искористи вештачката интелигенција во овој поглед? Така. Видете, вештачката интелигенција, како што кажав, нас би ни била од голема корист, бидејќи веќе ја имплементира, Германија веќе на големо ја користи, Турција исто ја користи, односно ја користат во каталогизација, обработка на библиотечниот материјал. Наместо да седи денес библиотекарот да бара предметни определници во книгата и стручно да обработува таа книга, тоа сето ќе го направи вештачка интелигенција за многу побрзо време. Немате тука субјективни причини дали денес вработениот бил на работа, па дали е расположен, не е расположен, па нели. Тука имате процес кој што сето тоа ќе тече. Меѓутоа библиотекарот нема ништо да го замени, бидејќи сето тоа некој ќе мора на крајот на денот да го исконтролира. Меѓутоа, како што напоменав, со имплементација на вештачка интелигенција во каталогизација во Националната библиотека во Македонија, ние веќе би замениле 40 библиотекари кои ги немаме, кои ни се дефицит. И затоа доцниме со издавање на фондот, односно доцниме, го добиваме фондот ние како задолжителен примерок, меѓутоа имаме задоцнување со 5 години во однос на обработката и ставање на користење на корисниците. Како чувари на нашиот јазик, се обидувате сето ова наследство да го пренесете на помладите генерации и навистина успешно го правите тоа? Апсолутно, да. Значи, за неслучајно и минатогодишниот проект беше поврзан со македонскиот јазик, нели бидејќи бележевме 80 години од стандардизација на македонскиот јазик и нашата едиција на фототипни изданија се беше НУП за македонскиот јазик. И тоа беа селективно избрани изданија кои што има голем отисок оставиле врз македонскиот јазик. Затоа неслучајно го спомнав троезичниот речник на Пулевски, кој што представува еден од првите обиди за кодификација на македонскиот јазик во 1875 година. Така да Националната библиотека се залага и ќе се залага за промоција и заштита на македонскиот јазик. Тоа е нашиот идентитет. И сега кога сме веќе кај младите, доаѓаат ли младите? Со оглед на тоа дека ова е една нова генерација, веројатно ние бевме тие генерации кои ја користевме посебно на факултет. Апсолутно. Така. Доаѓаат ли сега повторно? Да, видете. Имавме ние некој пропуск, да кажам вака, некој гап со доаѓање на младите, бидејќи Националната библиотека во изминатиот период, сите знаете, беше издевалвирана, имавме проблеми со протекувања, имавме неисчистени читалници, меѓутоа сите тие проблеми веќе ги надминавме. Минатата година отворивме една нова мултимедијална читалница, се со цел да им излеземе во пресрет на младите читатели, бидејќи утврдивме дека младите корисници имаат потреба од интерактивна читалница, читалница во која што ќе можат групно да учат, групно да другаруваат, нема да биде класична читалница во која што вие ќе влезете и само ќе читате, ќе молчите. Значи, нашата нова модерна мултимедијална читалница им овозможува токму тоа да може да учат и да се другаруваат, меѓутоа е интерактивна читалница. Има огромен број на мултимедијални уреди, имате книги на слободен достап, имате компјутери на достап, имаме бази со онлайн книги, над 250.000 електронски книги имаме во тие наши бази, плюс периодика, плюс писанија стручни, така да се враќаме во
некој колосек на нормала и веќе почнуваат младите да се враќаат во Националната библиотека. Бевме на отварањето на мултимедијалната читална, навистина изгледа поинаку и многу современо и урбано, можеме слободно да кажеме. Колку помладите генерации дечињата од основните училишта ја посетуваат? Видете, ние согласно нашиот правилник, член на Националната библиотека може да биде лице кое што навршило 16 години. Така да, во однос на основните училишта, ние имаме редовни посети, организирани посети од страна на нивните директори и наставници. Можам да кажам дека се повеќе и повеќе има интерес, посебно од наставниците по македонски јазик и од директорите за да ги донесат децата кај нас, да се запознаат со Националната библиотека, да го видат тоа богатство на тој наш фонд, да ги видат нашите читалници. Нормално децата остануваат импресионирани. Првично импресионирани се од кога ќе влезат во депото, кога ќе видат дека Националната библиотека скоро 4 милиони библиотечни единици поседува. Знаете, тоа е многу голем фонд. Првично од тоа се импресионирани, потоа од самиот начин на обработка на книгите и од нашите читалници. Што се поседувате за вашиот патрон Свети Климент Охридски? Како материјал, како... Да, за нашиот патрон имаме, сега ќе кажам нешто, дел од културното наследство е наменето токму за Свети Климент Охридски, односно имаме голем дел на тропари, кондаци, имаме ракописи кои што се посветени на Свети Климент Охридски. Еве сега ве поканувам, бидејќи сето тоа е врзано со словенската култура, со словенската култура, на 27 февруари, на денот на упокојување на Константин Филозоф, односно на, нели, за нас познат како Кирил, ќе во Националната библиотека ќе се одржи форумот на словенски култури. Тоа е форум во кој што ќе учествуваат представници од Хрватска, од Србија, од Црна Гора, од Словенија, па дури и од Русија имаме. И оваа година бележи јубилеј од 20 години од превод на 100 словенски романи. Така да сето тоа ќе биде вака добро спакувано на 27 февруари, доколку сте во можност и вас и вашите гледачи ги поканувам да може да присуствувате во однос на тоа. Да, убави настани. Да. Библиотеката полека добива нов лик, меѓутоа сепак ќе се задржи на автентичност, пошто е секаде препознаени и всушност секој од надвор кој дојде во нашата држава сака да види такви стари објекти кои што имаат убав и современ лик. Апсолутно, да. Видете, библиотеката, ние имаме среќа на некој начин, имаме две згради на библиотеката. Имаме една стара традиционална зграда и имаме една модерна зграда. Тоа е стварно среќа за нас како институција, бидејќи старата зграда е веќе пуштена во употреба 72 година, започната со изградба во 68 година и новата зграда во 2009 година. Меѓутоа старата зграда, нели, нормално низ годините веќе си бара посебно реновирање, реконструкција. Ние започнавме со неколку процеси, односно минатата година го затворивме еден повеќе децениски проблем со протекување на кровот и тоа беше инвестиција од 24 милиони и 500 илјади денари. Тоа е веќе решен проблем, ние немаме веќе протекување во библиотеката. Оваа година продолжуваме со реновирање на библиотеката, односно цел ни е таваницата, плафонот во библиотеката што го гледате од внатрешна страна и тоа ќе чини негде околу 4,5 милиони денари. И следна фаза ни останува да решиме она што е најгорливо за сите нас и за гледачите, што се гледа од надвор, фасадата и мермерните површини околу библиотеката. Тоа ќе биде фаза која што ние ќе започнеме оваа година и ќе ја реализираме оваа година и следната година. Тоа не значи измена на библиотеката, не значи правење некој кичерај, односно тоа ќе биде класично реставрација и репарација и задржување во автентичен стил на библиотеката. Нема ништо да се смени на изгледот. Тоа веројатно се поклопува и со Скопје, европски културен, односно град на културата. Веројатно имате и вие активности своја агенда во тој проект. Да, апсолутно. Значи, ние се надеваме дека ќе завршиме со сите наши проекти на реновирање до 2028 и 2028 библиотеката ќе биде достоен репрезент на Република Македонија. Инаку, кога сме веќе кај Скопје 2028, ние се спремаме да аплицираме за грантови во Брисел. Значи, малце да излеземе од рамките на националноста, него да влеземе во рамките на меѓународните збиднувања, да добиеме определени грантови, секако би се вклучиле во тоа одбележување на Скопје како европска престолнина. Потоа спремаме во моментов кога сме кај Скопје 2028, спремаме апликација со цел Националната библиотека на Македонија да биде домаќин на ЦНЛ, односно тоа е конференција на националните библиотеки на Европа. Се надевам дека ќе имаме таква чест, дека раководството на ЦНЛ ќе ни овозможи таква чест 2028 да бидеме домаќини. Тоа не е мала работа, тоа е многу голем настан.
Имавте успешна 2025 година, поделивте дел од настаните кои што следуваат, да најавиме што ќе се случува неделава? Така, да. Видете сега прво неделава веднаш имаме еден настан во петок на 13 февруари по повод нашиот православен празник Свети Трифун организираме една гала VIP вечер во Националната библиотека. Настанот морам да кажам дека ќе биде од затворен тип. Настанот е исклучиво наменет за политичари, за дипломати и директори на културни центри. Нашата идеја со тој настан е да ги пренесеме нашите знаења и да се запознаат со работата и функциите на Националната библиотека. Значи, како што правиме промоција меѓу пошироката јавност, првично мислам дека мора политичарите, дипломатите и оние повисоки функционери да знаат што е Национална библиотека, да бидат запознаени. Така ние би добиле на некој начин и поголема и поддршка, и финансиска, и морална на секој начин. Тоа би бил еден настан во кој што присутните ќе добијат една тура, приватна тура, и библиотеката ќе ги отвори вратите на кај што јавноста до сега никогаш не било. Значи тоа се депоа кај што се чува културно наследство, затоа реков затворена тура, бидејќи ние безбедноста на тоа културно наследство ние пред се мораме да гарантираме. И после прошетката, после турата во која што ќе го презентираме краткиот историски развој на библиотеката, на зградите на библиотеката, исто и како и на фондот на библиотеката, ќе имаме музичко-поетски перформанс. Музичко-поетскиот перформанс ние заедно со Факултетот за музичка култура, благодарение на деканката Дарија Андоновска. И тука присутните ќе можат да уживаат во поетските читања на нашите колеги, во звуците на прекрасната музика и морам да кажам во виното на нашиот спонзор Винарија Камник. За крај морам да ве прашам, важи ли се уште тој стар принцип на земање, враќање книги како што се правеше во минатото? Имаме ли традиција? Постои ли уште таа? Апсолутно да. Да, значи ние морам да се пофалам сега, минатата година имавме зголемување на задолжителниот примерок во однос на минатата година за 500%. Значи тоа е многу голема бројка и верувајте дека ние, бидејќи задолжителниот примерок кој го доставуваат издавачите согласно Законот за издавачка дејност, завршува кај нас се плаќа 50% во однос на нивната фактура. Ние имавме потреба дури од дополнителни средства и во декември месец баравме дополнителни средства за да ги исплатиме сите фактури на издавачите и тоа го реализиравме. Меѓутоа да го зголемите фондот месечен принос на книги за 500%, тоа не е мала работа. Се уште доаѓаат, зајмуваат книги. Зајмувањето, како што знаете, во Национална библиотека се врши исклучиво во просториите на Националната библиотека, значи вие не можете да земете книга и да се изнесете надвор да си ја читате, исклучиво во просториите на Националната библиотека. Се чита како некогаш. Се чита како некогаш, така да имаме голем напредок и во однос на тоа, бидејќи веќе почнуваме да ги задоволуваме потребите на нашите корисници. Да ве благодариме што бевте дел од нашата емисија. Секако се договоривме дека ќе ве посетиме и ќе направиме една убава приказна од библиотеката, затоа што навистина заслужува да се пренесе на јавност. Ви благодарам и на вас за интересот. Благодариме што наш.